Здраво дечки и добро во ново видео. Денеска ги покажам како да го извадите ова напојување. Мислам не било кое напојување, како можете да го извадите. Ако сакате да го замените со некое друго, или пак овие расипано па сакате да го извадите, или па да тестирате некое друго, значи било како. Сега ќе ви кажам како да го извадиме. Прво ќе извадиме овие кабли од тука. Океј, што правиме? Го вртиме кукиштето позади и ги оштрафуваме овие 4 кабли. Значи изимаме некој штракцигер и почнуваме да оштрафуваме. Сега ова последно штрафче не го оштрафувајте, пред да го штрафите ќе треба каблите да ги извадиме. Океј, значи што треба да извадиме? Треба да ги извадиме овие доле што се кај хард дискот сата каблови што се. Исто така и кај тука под графичката. Овие 24 пински конектори треба да ги извадиме. Малце тешко се вадат, ќе пробате лево десно да ги мрдате. Така се вадат лесно. И за напојување за овој процесорот го вадиме исто. Конекторот. Океј, го извадив некако. Друго ништо не треба да вадите. Го продолжуваме тоа што го застанавме, значи и овој штрафче го отстрафуваме. Сега го држите напојувањето со едната рака внатре во куќиштето да не ви падне, нели? Добро, и сега го вадиме полека напојувањето. Ово да сум ги заборил овие горе кабли за оптичкиот уред. И еве луѓе, значи го извадивме напојувањето. Тука се овие каблови, 300 страња. Така да се надам дека ви се допадна ова видео. На ист начин, значи ги го враќате. Треба да ги погодите дупчината и треба овој кабел да ви биде, значи вака треба да биде ова. И исто така каблите ќе ги запамтите кој кај сте го откачиле. Така да тоа се надам дека се допадна, се надам дека ви помогнав. Се гледаме во некој наредно видео, а од тогаш оставете лайк, субскрайб, шер и тоа е тоа. Се гледаме. Чао. Еве го мојот трајпод и да.